Председателот на групата на Европски народни партии и на демохристијаните во парламентарното собрание на Советот на Европа, Аксел Фишер, денеска преку пишана изјава го поддржа одржувањето на предвремените парламентарни избори во Македонија на 24 април во согласност со договорот од Пржино. Ги поддржувам парламентарните избори на Македонија што треба да се одржат на 24 април како највисока демократска можност за граѓаните да ги изберат нивните представници во парламентот, да изберат кој ќе ја води земјата во престојните 4 години, стои во изјавата на Фишер, кој упатува апел до сите политички партии да не ги бойкотираат изборите поради теснопартиски причини. Поранешниот портпарол на НАТО Џефри Гордон во колумна во Daily Caller, во која ја анализира состојбата во Македонија, како и политичката состојба и состојбата со емигрантите, меѓу другото, за заканите за бойкот на изборите, го обвинува лидерот на македонската опозиција Зоран Заев и бара меѓународната заедница да ги поддржи изборите во април. Треба да се поддржат парламентарните избори во април за, според договорот, да се обезбеди стабилност. Поранешниот премиер Никола Груевски, кој ја водеше Македонија од 2006 година, се до оставката минатиот месец, е ставен на тест од СДСМ, кој планира да ги бойкотира изборите, а за тоа користи уцена. Неговиот главен противник Зоран Заев објави монтирани аудио снимки од приватни разговори на Груевски, тактика со која би се гордеело поранешното КГБ. Бидејќи анкетите не се во корист на Заев, тој се обидува да го заобиколи процесот. Ниедна демократија не би толерирала ваква политичка корупција и најголемата иновација на Заев дозволува цензура на медиумите, нешто што не враќа во комунистичката ера, пишува поранешниот портпарол на НАТО Џефри Гордон во колумната во Daily Caller, каде апелира да и се помогне на Македонија да стане членка на НАТО. Европската Унија и Соединетите Американски држави денеска треба да ја објават проценката на меѓународната заедница дали се исполнети условите за одржување на предвремените парламентарни избори на 24 април согласно договорот од Пржино. Во меѓувреме порталот Академик пренесува од Државната изборна комисија дека во тек е процесот на стандардизирање, нормализирање и валидизација на податоците од базите. Овој процес го вршат консултанти за IT, ангажирани од Државната изборна комисија, предложени од 4 најголеми политички партии. Нивната работа ја координира меѓународен експерт за IT, ангажиран од ИФЕС. Ноќеска при пораѓање починала родилка во општата болница во Прилеп. Информациите од болницата велат дека во 1 часот и 50 минути по полноќ 21 годишна родилка СБ од прилепското село Беровци починала од засега непознати причини. Детето е во добра здравствена состојба. Според директорот на болницата Петар Ристевски, родилката била примена вчера околу 10 часот со симптоми за раѓање. Се породила околу 13 часот и се било во ред. Родилката се породи вчера во 13 часот и 43 минути. Спонтано е родено здраво машко дете од 3 кг и 170 грама. Пациентката по породувањето е во добра општа состојба и е префрлена на акушерскиот одел. Но во 19 часот и 15 минути се влошува состојбата со силни болки. Веднаш е префрлена на одделот за интензивна нега и реанимација. Направена е обсежна реанимација според сите стандарди и протоколи. Ангажирани се 4 гинеколози, 2 анестезиолози и уролог, но за жал во 1 часот и 50 минути по полноќ пациентката почина, рече Ристевски на денешната пресконференција. За случајот се известени основното јавно обвинителство, полицијата и Министерството за здравство. Основниот јавен обвинител Дамчо Кочовски информирал дека наредена е обдукција за да се утврдат причините за смртта на 21 годишната родилка. Ова и било второ породување, била мајка на 3-годишно девојче. ЖРК Вардар внедела со почеток во 17 часот и 30 минути во спортскиот центар Јане Сандански го игра последниот надпревар во рамки од Лигата на шампионите пред домашната публика. Противникот е европскиот шампион Будучност, кој досега во дуелите со ЖРК Вардар секогаш бил подобар. Атмосферата во тимот е одлична и сите од таборот на црвено-црните посакуваат низата од 2 победи да продолжи и за прв пат да се израдуваат на победа против црногорската екипа. Шефот на косовската дипломатија Хашим Тачи денеска изјави дека опозицијата се однесува примитивно и дека продолжувањето на таквото однесување не е добро за демократијата во земјата. Оваа изјава Тачи ја даде во Приштина откако денеска опозицијските пратеници во Собранието на Косово
повторно активираа Солзевец и го прекинаа заседанието. Тачи додаде дека на опозицијата и упатил покана за диалог. Инаку, на почетокот на седницата се обратил председателот на самоопределување Висари Мери, пошто опозицијата активирала Солзевец. Пред собранието пак се собрале приврзаници на опозицијата, кои веќе 6 месеци ја оневозможуваат работата на парламентот, барајки вонредни избори и поништување на договорите за создавање на заедницата на српски општини и за демаркација на граничната линија со Црна Гора.